Нерационалното трошење и заложување ќе ги казни идните генерации. Ова во економијата е позната како интергенерацијски концепт кој се случува во сите земји каде задолженоста е преголема и ги надминува можностите оние кои се задолжиле и да се раздолжат. Ако денеска се задолжувате, вие ги трошите парите на идните генерации практично. Пети и утре ќе треба да ги враќаат. И во рета вие тоа да го правите ако им оставите основа да утре да ги враќаат парите. Меѓутоа ако вие денеска ги трошите парите, се задолжувате, им оставите долгови, а не сте им оставили основа, вие практично нимате идни да сте потрошиле. Енормното генерацијско задолжување нема оправдување кога парите се позајмени за плати, пензии и други нерационални трошоци, но речиси секоја гарнитура на власт го прави истото. Што за ова мислат граѓаните? Не е уред. Али власта парите не ги контролира дека и троши. И ќе плаќат наши парафнуци. А и вашите парафнуци ќе плаќат тие дуговите. Озор ќе задуже и да не ќе. Ако имат нема да се задужат, бидејќи сме сиромашка држава и задужи се, а за младите генерации личини од и требали да плаќат. Па мисля дека ќе биде тешко за нас. Поради ова, државата мора да води сметка за оправданоста на задолжувањето, смета професор Арсов. Добро е, нели, државата да води сметка за оној степен на задолжување, бидејќи ако постојано го покривате со задолжување, вие практично го акумулирате долгот и потрошувачката, односно што ја кријате, подгрва инфлацијата. Буџетот на државата поголем не бил никогаш досега, но пари исто така не недостасувале никогаш повеќе во последните 20 години. Едноставно, пари бараат сите, а во исто време банките излегува со податок кој збунува. Граѓаните во нив чуваат цели 5 милиарди евра, што е исто така повеќе од било кога досега.